Предвидени трибини на Елеуса фондација на тема Потполно здравје на младиот човек, ментално, духовно и здрав начин на живот. Благодарни сме што времето не послужи да се собереме денеска на отворено, а колку ни е била потребна заедничка средба и заеднички разговор, ни потврдува вашата присутност за која што искрено ви благодариме. Говорници на оваа тема вечерва се доктор Ангелина Илиевска, специјалист психијатар и психотерапевт, неговото преосвештенство викарниот епископ Стобиски господин Јаков и доктор Александар Митов, магистер по јавно здравје и влијание на животната средина врз здравјето. Ви благодариме, добре дојдовте, многу сме срекни што ја прифативте нашата покана и не удостоивте со присуство и прифативте да бидете наши говорници вечерва. А кога ние пред неколку месеци се собравме на настанот на кој се промовираше Елеуса фондација, зборувавме дека хуманоста е основата на нашето постоење, дека нашата мисија е да подадеме рака на секое човечко битие, кое ќе се најде во неволја, во состојба во која му е потребна подкрепа, поддршка, дури оди по нестабилниот дел од патот во својата животна врвица. Таа подадена рака некогаш е материјална, понекогаш е совет, понекогаш е сослушување, а понекогаш само добар, убав збор. Секогаш е закрила, сигурно место во кое некој може да се повери. Така Елеуса фондација се виде себе. Како пријател на човекот и денеска во ова променливо време се чини дека добронамерноста е она што ни е потребно. Константа околу која вреди да се движиме, со која има смисла нашиот живот, сечи живот. Имаме дури мала дилема кога се обраќаме со овој термин променливо, затоа што секое време е променливо на свој начин. Но ние го сведочиме ова време, ова е нашето време. И свесни сме дека забрзаниот технолошки развој пред се остава силни последици врз секој од нас, затоа што ние сме генерацијата која што се прилагодува во од и неподготвени се соочуваме со сите предизвици пред кои сме исправени. Од друга страна, зад нас оставаме и период на пандемија, време во кое младиот човек мораше да се повлече од се, од училиштето, од пријателите, од семејството, од изворите на забава, личните исполнувања, изворите на духовна храна. Имаа период младите луѓе и во кои физички беа ограничени, дури и да се движат, што за една млада личност е неколкукратно потешко отколку за изградениот возрасен човек. Во едно такво време, кое е опитно на многу начини, се чини најлесно е да придонесеме некому преку материјална поддршка, да донираме и да речеме јас го извршив својот долг како човек или како хуманист. Потешко е да се занимаваме со останатиот дел, со емоционалните, менталните, духовните проблеми кои не доведуваат до состојба на потреба, на изгубеност. Таква грешка правиме и во нашите наинтимни кругови, во нашите семејства. Колку пати сме се нашле во ситуација да го замолиме нашето љубопитно дете да не остави малку рад, да му дадеме да поигра на телефон, компјутер, за да добиеме неколку минути слободен простор, да му дадеме нова играчка со која го купуваме сопствениот мир.
Ако ни се случува ова често, тогаш не го преспиваме ли најважниот дел од животот на нашите деца? Времето во кое тие го премостуваат детството кон младост, исклучително ранлив период од нивниот развој. Има една многу убава, многу корисна поговорка во македонскиот фолклор која вели: кога сакаш да му помогнеш трајно на човекот кој што е сиромав, научи го како да ја лови рибата, не купувај му риба. А ако сакаме да му помогнеме на детето кое треба да стане човек, како ќе го направиме тоа? Како ќе го насочиме? Ќе му подадеме рака да порасне и ќе го придржуваме дури се изгради во здрава, зрела личност? Или ќе го оставиме со таа имагинарна риба во рацете, сам да го наоѓа патот, сам да се снаоѓа со храна следниот пат кога ќе има потреба? Нема ли да му дадеме дел од сопственото искуство, дел од сопственото стекнато знаење на многу начини низ животот, дел од себе за да го олесниме пробивањето низ тој пат, или барем да сме тука до него, секогаш да следиме и да бидеме раката на која можат да се фатат, рамото на кое може да се потпрат кога ќе се почувствуваат нестабилни, осамени, несигурни. Кога се обмислуваше оваа тема, почитувани, се водеше сметка на младата личност. Никој нема дилеми дека младиот човек е умен, полн со информации, отворен и храбар кон животот. Оваа трибина не е во насока на гола дидактика, туку на разбирање, разговарање, отворање на темите кои и во нас создаваат збунетост, кои можеби не плашат или фрустрираат. Им се обраќаме на младите присутни овде и нам ни се потребни насоки, смерници. И ние како родители, како возрастни лица во овој свет, често пати имаме дилеми како да се поставиме, како да постапиме. Затоа што не постои човек кој е апсолутно сигурен во себе. И кога си го признаваме ова наглас, не се чувствуваме поразени. Напротив, ослободени сме, затоа што сме изговориле дел од сопствените стравови и сомнежи, соочени сме со нив и тука сме да побараме одговори. Зборувањето, актуализирањето на теми за менталното и духовното здравје е тесно поврзано со физичкото здравје. Знаете, често пати се вели екстремно тажниот, несрекниот, загрижениот човек, кој долго време останува во таква емотивна, духовна состојба, на крајот и физички заболува. Ние мора да сватиме дека човекот е во циклус, нашиот организам е компактна целина и така треба да се однесуваме кон него. Нема здравје без целосно здравје. Здравиот млад човек треба да се осознае во средината во која се развива, да има позитивна слика за себе, да ги познава собствените потенцијали и да ги користи, да може да биде среќен и да се носи со стресните ситуации. Светската здравствена организација во 1946 година менталното и физичкото здравје го дефинираше како основно човечко право, што значи тоа е одговорност на општеството, на различните институции, но и на целата заедница. Човекот функционира во рамките на сложена заедница и тој мора да се чувствува важен дел од неа. Значи, оваа трибина не е само исчекор кон младите, тоа е наша одговорност. Имајќи го сето ова предвид, ние, Елеуса фондација, како организатори на оваа трибина, сакавме да му пристапиме од повеќе аспекти на прашањето за потполното здравје на младиот човек, менталното, духовното и здравиот начин на живот. И после ова воведно излагање, обраќање, само сакам да ви кажам дека на повеќе места оставивме празни ливчиња на кои што вие можете да ги запишете прашањата мотивирани од она што ќе го зборуваат нашите учесници, говорници, потоа нашите волонтери ќе ги соберат и дел од нив се разбира поради краткиот период што го имаме, ќе бидат поставени на учесниците и се надевам ќе бидете задоволни со одговорите. Да ја започнеме трибината. За почеток ќе се обрати доктор Ангелина Илиевска, специјалист, психијатар и психотерапевт. Повелете, докторке. Благодарам. Најнапред сакам да се заблагодарам до епископ Јаков, до вас, колега, и до цел аудиториум на Фондацијата Елеуса, која што ми ја овозможи оваа улога да бидам дел од ваквата трибина и со мој професионален допринос, со добри информации да направиме нешто повеќе за севкупното здравје кај младите. Јас баш ке се надоврзам на овој прекрасен почеток, ваш вовед, со дефиницијата на Светска здравствена
организација и во духот на истата практично и ние го запазуваме целиот контекст дека здравјето воопшто не е само отсуство на болест. Тоа е една категорија на психосоцијална благосостојба која подразбира неколку димензии, покрај физичката, психолошко-социјалната и менталната категорија, но во поново време се дефинира и една четврта димензија во севкупното здравје која е позната како духовно здравје. Во мојот контекст на работа сакам да посочам на некои многу битни карактеристики кои се поврзани со сензитивниот развоен период на деца и млада возраст, зашто кога работиме со тие развојни категории, треба да имаме на ум дека ниедно дете не го поимаме како индивидуален или засебен концепт, за разлика од пристапот кај возрастните. Кога станува збор за здравјето, особено менталното здравје кај децата, тоа дете ние секогаш го гледаме во сепкупниот контекст на неговото битисување, тоа представува неговото семејство, училиштето, социјалниот и широкиот општествено социјален. Ова е многу битно да се нагласи заради тоа што кога настануваат некакви проблеми, некаква симптоматологија или развој, секогаш треба да бидат сензибилизирани родителите и возрастните сигнификантни од неговата околина кои што практично учествуваат во формирањето на таквото ментално здравје. И кога ние зборуваме за менталното здравје кај деца и кај адолесценти, како една психосоцијална благосостојба, треба да имаме во предвид дека тоа не е само отсуство на некакви психолошки симптоми или заболувања, туку тоа представува една севкупна категорија на добар и квалитетен живот и да не заборавиме дека врз неа имаат најголем ефект сите елементи од севкупното живење. Тоа се социјалните, економските, емоционалните и пошироките влијание на целата физичка средина. Во однос на менталното здравје кај децата и младите, битни се две категории. Тоа е прво, согледувањето на целосната средина во која што детето живее, семејството и поширокиот круг, а покрај тоа, познавањето на специфичните развојни периоди низ кои што едно дете поминува. Зашто секоја развојна фаза си има своји карактеристики на кои што и родителите, и сигнификантните возрастни воспитувачите треба да ги имаат во предвид и јас затоа ќе одам и структурирано во произнесувањето по различни развојни фази. Од друга страна, и статистиките на Светската здравствена организација и на УНИЦЕФ, кои несомнено морам да ги споменам за да бидеме сите ние сензибилизирани, укажуваат на еден огромен пораст на психолошките состојби и ментални заболувања кај најмладите возрастни групи во раното детство и младештвото. Се смета дури дека на секое седмо дете, значи на секоја седма млада личност, се појавуваат психолошки посериозни заболувања кои што бараат некаков вид на третман. Најчести категории на психолошки состојби со кои што се соочуваме кај младите лица и кои што во последно време заради специфичните услови на живот имаат влијание врз нив се депресивните растројства, анксиозноста или вознемиреноста, растројствата во однесувањата, растројствата во исхраната и современите дигитални технологии со сите нивни предизвици кои доведуваат до степен на адикција од некакви видеоигри или пак ризични однесувања во однос на социјалните мрежи. Кога го имаме сето ова во предвид, треба да сме особено свесни за промените во расположението и депресијата, зашто новите статистики токму укажуваат на зголемување на процентот на депресивни растројства кои, за жал, можат да завршат и многу фатално со самоубиство. Според некои податоци веќе се смета дека самоубиството представува четврта сериозна причина за смрт кај младите на возраст од 15 до 19 години. Тоа е еден бомбастичен податок кој сакам сите да го чуете и да бидеме сензибилизирани. Зошто? Заради тоа што и таа една депресија додека да постигне некакво ниво на клиничка форма која треба да биде третирана, многу поодамна започнува и многу често останува незабележана во рамките на семејството,
прикриена, а што е многу тажно, може дури да биде и табуизирана, стигматизирана, така да и родителите да не побараат навремена помош. Затоа е многу важно најнапред да се гради и тој бонд, значи таа атмосфера на меѓусебна доверба и на соработка помеѓу родителите и децата за истите да бидат храбри во кажувањето на своите состојби, во откривањето на своите чувства, предизвиците со кои се соочуваат во секојдневниот живот. Без оглед и на сите предизвици на современото живење, ризиците, па потоа глобалните кризи кои што имаат влијание, во доме на психологијата секогаш го акцентираме несомнено најважното учество и улога на семејството во развојот на личноста и на нејзиното ментално здравје. Пред се тоа се родителите, сите сигнификантни возрастни, родители и старатели кои што учествуваат, значи, во процесот на воспитување на таа единка. Во зависност од тоа како родителите постапуваат со своите деца, на каков начин ги пренесуваат сите пораки во однос на однесувањето и воспитувањето, во огромна мера ќе зависи и создавањето на самодовербата. Несомнено и затоа ние многу често и поентираме на тоа дека практично развојот на личност е од 0 до 6 година. Значи веќе на 6 години ние имаме една формирана личност која врз основа на семејните околности, начинот на воспитувањето, пораките или забраните кои се добиваат во кругот на семејството, ќе го формира својот првичен концепт во однос на тоа како ќе го живее својот живот. Во психологијата е тоа познато како животно сценарио или скрипт матрикс. Во тоа животно сценарио се донесуваат најраните одлуки во однос на себе, другите луѓе и светот воопшто. Токму поради тоа, особено треба да се сензибилизирани родителите за својата улога и за своите влијанија во развојот на тоа дете. Секој тој развоен период има своји специфичности, започнувајќи уште од пренаталната возраст и после понатаму кои што продолжуваат во периодот после раѓањето. Во пренаталната возраст, значи пред се е битно менталното здравје на мајката, устройството на нејзиниот дух, специфичностите, стресорите со кои што таа, значи, се соочува во своето секојдневно живење. Тоа се првите влијанија кои што се имаат свој импакт, свој удел врз здравјето на тој што туку нероден плод. После тоа, во неонаталниот период, особено важно е влијанието на создавањето на тој бонд кој во психологијата е познат како attachment. Поврзувањето помеѓу мајката и нејзиното новороденче, каде што од квалитетот на таа првична врска и релациите кои се создаваат, одговорноста на мајката кон сензибилитетот на детето, неговите потреби, состојбата на нејзиното ментално здравје, ќе го формираат првиот зародиш, кој ние го викаме во психологијата импринт или жик. Иако тоа е невербална фаза, сите впечатоци, тоа мало новороденче кое што ги има во искуството со својата мајка, во нејзиниот допир, доењето, одговарањето на неговите потреби или во спротивно неодговарањето, лошите услови на живот, ги понесува и таквиот психолошки импринт представува понатаму зародиш на сите понатамошни механизми на психолошко справување, а истиот се манифестира како низа на емоционално, психолошки, телесни реакции за кои што личноста не е свесна, но се длабоко закопани во нејзината телесност и понатаму представуваат извор на многу состојби кои што ние ги викаме психосоматски заболувања или телесни заболувања кои што имаат своја психолошка основа. Во следниот период, од 1 до 3 година, основните предизвици се во смисла на создавање на сигурна семејна средина, со грижа за детето на ниво на телесно ниво пред се, со достаточна храна, сигурен амбиент и исто така овозможување на услови за развој на моториката, истражување на средината, а исто така и психолошките граници на тестирање на моќта и капацитетите на тоа дете кој ги има во релациите со родителите. Во овој временски период многу често можат да се појават тие однесувања кои што се познати како тантруми,
каде што децата многу често појавуваат агресивно однесување и кое што на некој начин и представува нормативно за оваа развојна фаза. Понатаму во периодот на раното детство, кое што го опфаќа периодот до 5-та година, основните психолошки потреби на тоа дете се изградување на свеста за себе и сенсо за собствениот селф, кој што го гради во релацијата со своите родители и сите сигнификантни возрастни. Овој временски период е периодот во кој што комплетно се формира тој животен план врз основа на сите случувања во самото семејство. Така да, менталните заболувања кај родителите, социјално-економските предизвици, немаштијата, исто така физичко насилство, семејно насилство може да направат огромни траги во овој животен период. Периодот од 5-та до 9-та година на рано детство пак го отсликува предизвикот на адаптација во школските околности. Основниот предизвик тука е адаптирањето на новата средина, усвојување на нови вештини, усвојување на нови социјални норми, исто така адаптирањето на новите академски постигнувања. И тука веќе се менува видокругот на детето од периодот и од амбиентот на неговото семејство со сите специфичности, тоа да влегува во еден поширок контекст, тоа е контекстот на училиштето со сите семејни, со сите релации кои што ги има со новите наставници, учителите, и затоа многу често во оваа развојна фаза можат да се појават потешкоти во процесот на адаптирање на тие школски околности кои можат да се манифестираат како стравови за одделување од дома, ноќни мори, ноќни фобии до ниво на социјална фобија со одбивање да се оди во школа. Периодот на раниот пубертет од 10 до 14 години пак е предизвикан од сите оние хормонални ендокринолошки особености кои што доведуваат до бурна промена пред се на неговото тело, со интензивно растење, со губење на спретноста на неговата моторика, со добивање на сексуални атрибути на неговото тело, со нагли промени во расположението, импулсивно однесување, тестирање на границите на родителите. Тоа е една страна кое што се случува на физичко и на психолошко ниво. Од друга страна, предизвиците во училишната средина за академски постигнувања, исто така и за создавање на врснички комуникации. Ова е период во кој што може да се појават и тие ризични однесувања, пред се, на конзумирање на различни содржини преку дигиталните технологии и социјалните мрежи, па потоа огромен дел од децата да бидат дискриминирани во однос на социјално-економскиот статус, родовата дискриминација или пак исто така предизвиците кои што произлегуваат од негативните влијанија во училишната средина и може да ескалираат до ниво на една појава со која што ние во денешно време за жал многу често се соочуваме, тоа е булингот. И последната развојна фаза на која што јас сакам да акцентирам, тоа е доцната адолесценција, периодот од 15 до 19 година, во која младата личност веќе го формира својот психосексуален идентитет и селф-концептот, сликата за себе. Овој период е предизвикан со низа промени не само во неговото тело и психа, туку исто така и со притисоците на околината, во однос за академското изразување, понатамошно размислување за социјално-економскиот статус и вработувањето, но од друга страна, како еден од највулнерабилните периоди, најосетливите периоди во кои што може да настане оне кое е познато како адолесцентна криза. Тие адолесцентни кризи, покрај промени во расположението, промени во исхраната, во сонот, можат да ескалираат до многу посериозни последици и затоа многу често можат да завршат дури со обраќање на професионалец. Јас се потрудив за ова кратко време да ги систематизирам предизвиците на секој од овие развојни области по временски периоди како што се појавуваат. Нешто друго што сакам особено да истакнам до сите млади личности и до родителите, пред се да се создава тој пријателски однос на доверба, меѓусебно признавање, децата да имаат една средина во која што ќе се чувствуваат не само сигурно, туку исто така признаено и неосудено.
Пријателскиот однос со грижата, со поддршката, позитивниот став кон своето дете може многу повеќе да направи од негативните критики, од ускратувањето. Тоа е тоа што и ние во таа област на трансакциона анализа како психотерапија го викаме како тераписки дозволи или давање дозвола на тоа дете да постои, да ги чувствува своите емоции, да размислува рационално, да припаѓа кон светот, да го истражува светот, да биде важно, да се поврзува, да припаѓа, да биде блиско и уште две кои што особено се акцентираат тоа да му се даде право да се бори за својата правда и да биде духовно. Ви благодарам. Ви благодариме и вам, доктор Илиевска, за исцрпното излагање и за укажувањето колку семејството е клучно во градењето на здрава ментална личност. А доктор Александар пак ќе ни зборува за тоа кои се навигите кои што детето и ние како родители треба да ги наметнеме во семејството за да имаме физички здраво дете. Повелете, докторе. Ви благодарам. Најнапред сакам да го изразам моето огромно задоволство, бидејќи сум во Струмица, во мојот роден град, и гледам еден ваков настан. Гледам настан за кој што има голем интерес. Тоа ми значи многу. Гледам организација како што е Елеуса, каква што не гледам во остатокот од Македонија, бидејќи тоа е една организација која што е светилник и ми значи вашата покана, и ми значи вашето постоење, и особено сакам да се заблагодарам на мојот отец за духовното водство и секако на дедо Наум, бидејќи духовното водство е тоа кое што верувам доведе сите овие работи да бидат можни. И на Струмица не е далеко да биде светилник. Нели ќе се сетиме и за Тивериопол, отец. Така го нарекуваат, дека тој светилник светел надалеку и христијанството од тука се ширело и многу напредни работи. И затоа мене не ми е чудно во Струмица да го има ова. И се радувам многу. Посебно се радувам да видам сплотено луѓе кои што може би припаѓаат на различни политички позадини. Меѓутоа, ние во Македонија треба да знаеме дека политичкиот ринг треба да го оставиме, има свое место и свое време, и надвор од тоа треба да функционираме заедно, здружено, за еднината на нашите деца. И заради тоа, особено ми е поважна оваа трибина, бидејќи токму е насочена кон тоа, кон нашите деца. Ние, за жал, како генерација, јас сум роден 80-та година, со мои соврсници овде, и помлади, ние сме родени во едно кризно време. Ние сме родени во времето, криза е зборот што го опишува нашето детство. Јас се надевав дека нашите деца нема да живеат во такво време. Криза беше Југославија, криза беше транзицијата, имаше војни. Меѓутоа, доаѓаме во време кога нашите деца растат во пандемија, друга криза, економска криза, нова војна, и за жал, ние се навикнавме да живееме во една пролонгирана криза. И ако нам возрастните ни е тешко да излеземе на крај со кризи, јас ги жалам децата што растат во оваа време. Само по себе времето во кое што живееме е извонредно кризно, и денес да се биде дете и да се одолее на сите тие силни предизвици, јас мислам дека е многу тешко. Зошто? Заради тоа што и ние возрастните потпаѓаме на игрите, на интернетот, на телефоните, на штолине, на хиперкалоричната исхрана, на лошите навики на една изградена личност на 30, на 40, на 50 години. Тешко ни е да се бориме со тие навики, што да речеме за едно дете, чии што капацитети се многу мали во однос на нас возрастните, и како едно такво дете да се справи со зависност или колешката, како што кажуваше, да помине ни сите тие фази толку ранливо, а да остане здраво. И затоа мислам дека оваа работилница е толку важна. И не само што Елеуса
помага финансиски и помага со храна. Отварањето на оваа тема и тоа како верувам дека на некои семејства ќе им биде добре дојдена. Оти сите имаме потреба од различни работи. На 3 дела ќе се задржам вечерва, само да видам да не претерам со времето. На проблематичната употреба на уредите, за жал, на таа зависност од интернет, на игри, игрички и на сет друго поврзано, кое што оваа генерација многу ја тишти и спаѓа во мојата област, начин на живот. Второ, на нарушеноста на сонот, особено кај младите, на губењето на тој ритам кога е ден, кога е ноќ и последиците од тоа и за жал живењето во една средина на хиперкалорична не само храна, туку средина велам хиперкалорична. Оти ако било кога во историјата на човештвото било лесно човек да стави телесна тежина, тоа беше во последните 2 години. Во бранот на пандемијата, кога бевме затворени дома, не само децата, возрастните сите, јас просто гледам пред мои очи, бидејќи работам со такви пациенти, како луѓе во изминатите 2 години ставија многу килограми и го влошија своето здравје во многу краток период. Прво уредите. Проблемот со телефоните. Порано кога доаѓаа кај мене деца, родители ќе ги донесат, порано пред 5 години прашував колку часа детето седи на телефон. Сега прашувам обратно. Колку часа не седи? Оти дефолтот е тој. Ако го оставиме денешното дете дома, стандардот е дека ќе биде цело време со телефонот. И сега прашувам обратно. Колку време е одвоено, колку часа е одвоено. И ретко кога во медицината, во историјата на медицината, ретко кога имаме со еден корен толку многу проблеми. А тоа е таа поврзаност со игричките, со дали е од телефон, дали е од таблет, дали е од компјутер. Ретко кога имаме еден корен на толку многу проблеми. Прво, ќе почнем со телесниот момент. Тоа ги тера децата со саати да седат. Значи, почнувам од како ставаат телесна тежина. Не може дете кое што јаде храна, макар и нормална, да не е грицки, мицки, се што влегува нели за едно стандардно, вообичаено јадење на деца, и да ги нема нив, нормална храна да јаде под наводници, што и да е нормално, а само да е залепено за телефонот, тоа ќе почне да се поправа. Тоа е првата последица е таа од зависноста од телефоните, од уредите. Втората последица е дека постепено доаѓа до нарушување на метаболните процеси. Не е само дека ќе видите зголемен број на дечиња со зголемена телесна тежина, туку ќе видите хиперинсулинемија, да не звучам медицински премногу, предијабет, кај деца на 10, на 11. Знаете порано како научија, јас ја фатив таа генерација на медицина. Тип 2 дијабетот уште го нарекувавме, нели, адултниот, не јувенилниот, тој за возрастните. И сега сме ние во ситуација да го видиме најавата на дијабетот, да ја видиме кај 12-13 годишни дечиња. Се со овој корен на имобилизирање, на седење дома, деца што не си играат, што не трчат, односно си играат на овој начин, со телефонот. Првата последица телесната тежина, втората последица метаболното здравје и третата последица, за жал, пропаѓање на социјалните вештини и на менталното здравје кај децата. Јас можам да зборам само од делот на начинот на живот, без да навлегувам во работата на педиатрите. Но гледам дечиња кои што се повеќе ги губат социјалните вештини, кои што се помалку знаат да комуницираат на било кој друг начин освен преку телефонот. Дури и кога ќе се соберат нели во група, знаеме дека соберени сама вака си прават муабет. Тие што се на маса тука, вака комуницираат. И последната последица, влијанието на самодовербата, на како се перцепираат себе си, на затварањето во виртуелен свет. И пак ќе се вратам, ретко кога сум видел во медицината еден корен да дава толку многу проблеми. А тоа се овие игрички. Решение. Проблемите сите ги знаеме. Од моето искуство досега решението е наоѓање замена, бидејќи расправањето, убедувањето. Да,
со некои деца можеби ќе поставите ред 2 часа, 3 часа, 1 час. Со некои деца тоа тешко оди. Наоѓањето на замена во наставни активности, одење по ова, по она, било какво излегување од дома, движење, дали на англиски, дали на не знам што, на било што. Колку повеќе имаат, јас сум против хиперамбициозни родители и малтретирање на дете со оди на ова, оди на ова, оди на ова. Меѓутоа, ако алтернативата е детето да седи дома и да е залепено на телефон, па подобро нека го влечкаат наваму натаму, нека оди по се. Нека учи или нека го губи под наводници времето надвор, а не дома на телефонот. И тоа според моето искуство со помлади дечиња кои што треба да губат телесна тежина е единственото решение кое што дало во моje искуство резултат. Вториот проблем за кој што сакам да зборувам, уште малку имам време, е проблемот со нарушувањето на сонот. И тоа е исто многу често и оди рака под рака со ова претходното. Сега, само да го кажам накратко механизмот. Сите вакви апарати, и телефонот, и мобилните, и компјутерите, лачат светлина, која што на англиски кажано blue light или сина светлина, која што е идентична на тоа што го произведува сонцето во текот на денот. Природата нас не направила да бидеме денски животни. Нели има и ноќни, Бог не направил нас да бидеме преку ден будни и живи, и кога ќе го видиме ние сонцето, светлината од сонцето преку нашите очи стига до мозокот и го прекинува лачењето на хормонот мелатонин. И на тој начин кажува телото се буди, мозокот се буди. И денот почнува, ние се будиме и активни сме. Овој период од денот се загасува сончевата светлина, како таа паѓа, така нивото на мелатонин во нашиот мозок расте и во еден момент ние ќе заспиеме. Ама еве го виновникот. Телефонот лачи сина светлина, која што го лаже нашиот мозок дека е ден. И затоа не е можно, кога се расправам со дечиња, пациентчиња, не е можно гледање у телефон и легнување спиење. Не оди. Му треба време на мозокот да создаде мелатонин, да се крене нивото, да се балансира и да се подготви за сон. Оти сонот е како со авион, треба полетување и треба слетување. Не може како со ракета нагоре и надолу. Телото треба да се подготви за сон, да се разбуди така и да заспие така. Но, бидејќи овие апарати се постојано со нас, циклусот на сонот кај децата е многу нарушен. Нотификации стигаат, допаминот дополнително расте, ги возбудува во ниедно време, во 12, во 1, во 2, сонот е скратен, а да не ги набројувам сега последиците, оти навистина ќе си го згазам времето, ако земам да раскажувам што значи па од своја страна нарушениот сон. За возрастни, многу, за деца, не можам да нагласам доволно. Тие 8 часа кај децата, 7 кај нас возрастните, навистина значат здравие. Ние некако цело време тоа го игнорираме. Треба нели здравието да зависи од некои покомплицирани работи, од некои апарати, од некои апчиња. Од 7 часа, 8 часа сон ни е чудно. Меѓутоа тоа е клучниот темел на нашето здравие. Тие 7-8 часа сон, ако ги нема. Утрово читав научна студија, ама кај што мерат, како на фудбалерите им паѓа пик перформанс, односно добриот перформанс, ако спијат помалку од 7 часа. Како пак тоа дете ќе биде перформансот него во школо, концентрација, тоа бара многу повеќе енергија отколку еден надпревар. И конечно, хиперкалоричната средина. Не се виновни децата и не сме виновни ние, возрастните, што секаде се оди со кола, што храната во еден оброк денес содржи калории како 4 оброци до пред 20 години, бидејќи веќе на таков начин се приготвува. И порциите растат и густината на калориите расте. И на тој начин сме дојдени во една ситуација да е многу лесно да се поправиме. Затоа, излегување колку што е можно повеќе надвор, движење во природа, знам дека е тешко, знам дека сето ова е многу полесно нели да се каже отколку да се реализира, меѓутоа само на крајот би завршил со еден апел, не сме ни свесни
каква генерација создаваме. И за да не ги видиме последиците, оти порано нема ни да можеме. Но за да не гледаме за 20, за 30 години лоши последици по сите нас, особено по тие што сега се деца тогаш возрастни, мора да најдеме начин било кога во денот да направиме макар и мали, но значителни промени во начинот на живот. Ви благодарам многу и се извинувам што го згазив времето. Ви благодарам. Темите се неисцрпни и навистина е корисно да се слуша, иако е, верувам, тешко на сите нас, затоа што не можеме да не се пронајдеме во сите овие примери кои што ги кажавте, доктор Митов. Меѓутоа, рековме дека човекот, за да биде здрав, неговото потполно здравје покрај менталното и здравиот начин на живот, тука е и духовното здравје. На оваа тема вечерва ни изборува неговото преосвештенство, викарниот епископ Стобиски, господин Јаков, кој е всушност и еден од виновниците за оваа средба, затоа што во сите средби кои што сме ги имале предходно, тој зборува колку е клучно да зборуваме, да се грижиме за младите и на некој начин да ги водиме низ животот. Господине Јаков, повелете. Благодарам. Добро вечер на сите. Јас ќе го прескокнем оној дел со благодарност до Елеуса, до оти се знаеме сите. Му благодарам на Бог што не собра, оти нашиот Бог е Бог кој што создава и кој што собира. Ние си ветивме со соговорниците дека нема да скокаме во делот на другиот, отиете поделено е телесно, ментално и духовно здравје. Не со доктор Ангелина на кратко се видовме, реков дека ќе морам заради тоа што духовното здравје или духовност или духовна личност звучи премногу апстрактно, а човекот не е само дух. Ниту пак личноста го подразбира тоа само. Човекот е психосоматска целина, а станува духовна кога ќе осени благодата на Светиот Дух. Тогаш станува духовна во заедница со Бог. И да зборуваме само за духовно здравје или за духовни болести, не можеме да исклучиме телесноста и душевноста кои што се поистоветуваат многу често и многу често симптомите дека духовно не сме окей, не сме во ред, се пројавуваат на душата и на телото. Тоа во медицината веќе не е спорно. Може би пристапот и дефиницијата на душата не е онака како што црквата ја разбира и христијанството, но со таа психосоматска врска се занимава медицината сериозно и имаме еден куп болести кои што се на таа база, на нервна база, како што велиме. Еве еден пластичен пример за да ни стане на сите јасно. И требаше да зборуваме за младите само, за децата. Ние сите живееме една состојба општа на пат, на болест и на страдање. Никој од нас не е здрав. Сите сме болни, мора да тргнеме од тука. Тука зборувам исклучиво од духовна перспектива. Ние живееме состојба на падот, состојба на болест и состојба на страдање и живееме состојба една на смртност. И природно е да се бунтуваме и да не се чувствуваме комотно во таа состојба на падот, заради тоа што не сме создадени за смрт. Не сме создадени за страдање. Сето тоа насилно влегува во нашата природа, нормално со злоупотреба на нашата слободна волја, на нашите прародители. И тој отпор, тој бунт против смртта, и против оваа реалност во која што живееме. Рече доктор Митов дека децата гледаат пример каде што семејства, каде што родителите повеќе време поминуваат во таа виртуелна реалност која што ни ја нудат овие мали екрани. Тоа е едно подсвесно бегство од оваа болна реалност во која што живееме. Но заминуваме во уште поболна и полажна реалност. Реалноста кон која што треба да се стремиме и која што ќе не исцели е реалноста на Царството Божјо. Црквата ја нуди реалноста на тоа и на такво постоење.
Природата на човекот е падната. Ако нешто не карактеризира како болни личности, тоа е состојбата на нашиот ум или дух. Карактеристиките на отпаднатиот од Бога ум се гордоста, расејаноста и затемнетоста. Сите боледуваме од високо мислење за себе си. Нема исклучок. Оној кој што мисли дека не боледува е всушност најболниот човек. Тој е веќе и несвесно за својата болна состојба. И како се пројавуваат болестите на телото? Еден горд и суетен човек. Пробајте само да се пошегувате на негова сметка. Ке видите, тука не можете, тука ја гледаме таа тесна врска помеѓу душата и телото и затоа не можеме ригидни граници да повлекуваме. Прво што се случува? Се покачува крвниот притисок, добиваме тахикардија, заруменуваат образите, само заради тоа што некој се пошегувал на наша сметка. Замислете стресови од тој тип секојдневно, неминовно ќе се појават како болест. Затоа реков, не можеме да зборуваме за духовноста, а да имаме некаков презир или да не се грижиме за телото. И ние чекаме воскресение на мртвите, воскресение на телата, на нашите упокоени, на нашите но на нови преобразени тела, налик на Христовото, за кои што ништо од ова нема да важи. А ни една од карактеристиките на паднатата природа. Покрај паднатата состојба, таа општа состојба на падот, што ја живееме сите подеднакво, и родителите, и децата, и младите, и старите, ние нормално во овој свет се раѓаме со своевидна генетска детерминираност. Нашиот раз, бојата на нашата коса, на очи, на кожа е детерминирана од гените, од генетските информации што ги наследуваме од нашите родители. Така Бог устроил и благословил. Исто доктор Ангелина спомена за пренаталниот период. Нешто за што не се зборува и нешто за што црквата се исмева кога ние категорично застануваме против абортусот. И кога зборуваме за абортус, зборуваме за убиство на конкретна личност. Сега многу научници сериозно се занимаваат, има сериозни научни студии за тоа каков импакт има на фетусот, тоест на ембрионот во сите тие развојни форми, како веќе ги нарекуваат медицинарите, трае до 6 години тој развој, како се чувствува мајката, каков е односот меѓу родителите, во каков амбиент живее, што чувствува. Со тоа се занимаваат сега научниците и медицината последниве 2 децении, ако не и последната. Но во светоотечката литература имате сериозни упатства за тоа што не треба да се прави. Поготово мајката, ако живее и се подава на било каков грев, ова зборувам исклучиво духовен аспект, детето се раѓа со одредено, со склоност кон тој грев. И вие веќе од старт, детето не дојде уште на овој свет, имаме болна личност. Гревот не е ништо друго, туку болест на душата. Без оглед што медицината не третира многу од тие болести, ниту пак се сметат, ниту пак се на листата на болести на Светската здравствена организација. И повторно, еве само накратко ќе споменам, без да се занимавам со секој, сите што доаѓате на црква, знаете што значат сите тие термини, ние сите живееме во една состојба, во еден облик, против природен облик на живот, против природен начин на постоење. Ова не е како што го замислил Бог светот. Вака не замислил Бог децата да растат. Вака Бог не ја замислил заедницата, не го замислил бракот. И сега дојдов од венчавка, еве, во контекст на ова. Ние, болеста наша се пројавува на различни нивоа. Ги гледам жените како реагираат кога се чита само оној дел дека мажот е глава на жената и дека Бог жената ја создава од реброто на мажот. И гледате тука непомирување, не станува збор за никаква субординираност, за никаква подвластеност.
И тоа го кажав на беседата, прв пат ме просветли Господ, дека Бог се создава со еден збор. За сонцето, за месечината и сите други созданија, речи се создадоа. Единствено кон човекот има посебен пристап. Посебно внимание му посветува, го обликува со своите божествени раце и му вдахнува дух животен. А бидејќи е создаден за љубов и за заедница, му создава другар, сличен на него. Бог можел да ја создаде Ева на истиот начин како што го создал Адам. Но зошто Бог му праќа сон на Адам и зема дел од телото на Адам? И тоа е многу болен дел од телото. Кој скршил ребро знае. Зошто? За да му каже на Адам да му покаже каков треба да биде односот кон жената. Да ја чувствува како органски дел од себе си. Да се грижи за неја како што се грижи за собственото тело. Не за да биде подвластена под него. Но го споменавме високото мислење за себе си и гордоста. И гледате, гордоста не ни дава да ги разбереме зборовите на свети апостол Павле. Гордоста и високото мислење за себе си, сите овие состојби на умот, затемнетост и расејаноста, не ни дава да размислуваме правилно. А ние се враќаме во природен начин на постоење тогаш кога ќе се смириме, тогаш кога ќе се просветлиме, тогаш кога умот свој ќе го собереме во зборовите на молитвата и ќе градиме заедница со Бог и тогаш заедницата со сите луѓе, кога вертикалата ќе биде како што треба и хоризонталата. Целиот свет ќе го прегрнеме во таа љубовна заедница, ама не можеме да љубиме, а да сме оддалечени од изворот на љубовта, кој што е Бог. Јас тука ја гледам единствената можност да ги поправиме нешната со младиот човек и со самите себе си во заедницата. Затоа бракот е света тајна. Од единствено заедницата ја гради личноста. Ние сме создадени да се градиме во заедница и се реализираме како личности во заедница. Тоа не разликува од другите созданија. Како што велат оците, ние сме словесни, се друго е безсловесно. Само заради тоа што ние имаме можност да градиме личност на заедница со Бог и со сите останати. Затоа диалогот е важен помеѓу таткото и мајката во рамките на семејството. Начинот на кој што комуницираат, начинот на кој што зборуваат пред се помеѓу себе, после со децата. И воопшто не е важно што им зборувате на децата, со тоа се согласуваат многу психијатри и психотерапевти дека децата слушаат со очите. Децата гледаат пред се. И нормално е дека има конфликтни ситуации и недоразбирања во бракот, впрочем и во секоја заедница, и во заедницата се пројавува целокупната симптоматологија на нашите болести. Гордоста, високото мислење за себе си, јас сум во право, ти си во право. Но многу е важно како ќе разговара сопругот со сопругата, сопругата со сопругот пред децата. Мора да биде и расправијата, ако сакате да речеме, на ниво на диалог, да биде аргументирано, никогаш да не се повишува тон, никогаш да не се напаѓа другиот. Оти со само тоа што ќе го гледа детето дома, тој е подготвен за диалог, за аргументиран диалог. И се чудиме зошто децата повишуваат тон или креваат рака на другарче во градинка. Но ние се учиме да љубиме во заедницата. Сите ние почнав со тоа дека сме детерминирани како личности од генетските информации, од сето она што нашите родители пред да се родиме во утробата на мајката, нашата мајка го живеела и амбиентот во кој што живееле. Сето она што сме го доживееле како деца во нашата младост, во нашето детство. Но нема безнадежна состојба и безнадежна ситуација, нема рани кои што Бог не може да ги зацели. Само треба да се смириме. Треба да побараме помош од Бог. Не помош од овој свет.
Нам ни се потребни, исклучително ни се потребни лекарите, да не бидам разбран погрешно, исклучителен дар Божи се лекарите, и оние што се бават со телесното и со менталното здравје. И тоа е смирение. Кога си болен да отидеш да побараш помош од лекара, да не го замараш Бог. Секако ќе се помолиме Бог да го води лекарот и да го просветли. И тоа може да се протолкува како дрскост. Но да не чекаме некаква суштинска помош од овој свет. И до кога ќе бараме помош и ќе може овој свет да ни помага? На крајот на патот што не чека? Не чека гробот и не чека смртта. Со смртта ли ќе се задоволиме? Со гробот ли ќе се помириме? Тоа ли е смислата на се што правиме? Еве зборуваме за младите, за децата, и за иднината на децата. Биолошки гледано, иднината на нашите деца е гробот. Тоа е биолошки факт. И воопшто не сум песимист, напротив, ние од црквата, христијаните сме оптимисти. Изборуваме за победа на смртта, за надминување на гробот, за излегување, за воскресение од гробовите, зборуваме за вечен живот. Еве тука сум пишал за патолошките состојби кај младите, зборува и со говорниците, воопшто и ги гледаме секаде околу нас, но што да правиме? И јас треба да зборувам за духовно здравје кај младите, кај децата, како да зборуваме за духовно здравје кај младиот човек, ако родителите не водат духовен живот. Ако не се стремат кон духовност. А човек кој што не се стреми кон духовност и живее само како психосоматска целина, телесно и душевно, без да бара заедница со Духот Божи, со животворниот Дух Божи кој што оживува. Неминовно, тоа е пинг-понг помеѓу душата и телото. Болестите од душата се рефлектираат на телото, оние на телото се рефлектираат на душата, се додека човек не се распадне или не се шекне потполно. Но само во заедница со Бог ние ќе се избавиме од таа состојба на паднатост, на очај, на страдање, на болест. Јас воопшто не очекував да видам толку млади, да видам деца. Изборувавме темата и дискусијата е пред се за родителите, да се превенира, да се лекува и така натаму, што да направиме. Но кога веќе еве гледам толку млади луѓе, што ме радува, толку деца, надежта е во послушанието кон родителите. Мора да бидеме послушни. Не гледајте во послушанието губење на својот идентитет. Иако спомена некој од докторите дека мора да се сочува достоинството на личноста и третманот на детето да биде. Но тоа не значи дека слободата со која што Бог не обдари, дека треба да ја доживуваме и да се однесуваме слободата, да ја доживуваме и да се рефлектира како дрскост во нашиот живот. И Бог не ни покажа друг пат освен преку послушанието. Тој самиот стана послушен до самата смрт и тоа смрт на крст. Но послушанието кон родителите ќе вроди со плод ако родителите се послушни на заповедите Божји, на евангелските принципи. Ако му се послушни на Бог, ако се послушни еден на друг. Како очекувате ако на детето дома му кажете, те молам донеси ми чаша вода, да оди да ја донесе, ако да речеме таткото побарал вода од мајката или обратно, кажува не можам, земи си сами, така натаму. Послушанието е важен сегмент од нашиот живот, е света тајна, послушанието не гради, не разградува, не го губиме својот идентитет, напротив го градиме во послушноста кон другиот, во служењето на другиот. Не можеме да зборуваме за љубов без послушание. А ако нешто го карактеризира современиот човек, нема да речам младите луѓе и децата, дека ги карактеризира непослушност, своеглавост, тврдоглавост, што не карактеризира нас? Што го карактеризира воопшто современиот човек? Па сите тие карактеристики ги гледаме во самите себе. Децата се рефлексија наша. И ние мора да зборуваме за сеопфатно лекување
и телесно, и духовно. И она што реков, многу е важно детето што гледа, слуша со очите. Не можеш на детето да му зборуваш со цигара во рака дека не смее да пуши и дека пушењето е штетно за здравието. Но затоа во црквата, во заедницата, ќе ги најдеме сите овие аспекти. И се тоа зашто зборуваше доктор Митов, да имаме постот, имаме дисциплината, па и надвор од постот, кога јадеме висококалорична храна, се трудиме да бидеме умерени. Секој оној кој што води духовен живот, кој што се подвизува, знае. Исто така и сериозно ќе им олесним и на доктор Митов и на доктор Ангелина и на сите нивни колеги, ако живееме во црквата како што треба и ако живееме согласно Евангелието. Ние сме болни, а лекувалиште и болница да побараме во црквата. Ако некој мисли дека е здрав, е во голема заблуда, но ете, нека мисли, но и оној што мисли за себе дека е здрав и телесно, и душевно, и духовно, повторно, нека дојде во црквата заради тоа што црквата е чувар на здравието на личност, на сеопфатното здравие на личност. Ви благодарам за вниманието. Ви благодариме, Владико. Благодарам на сите драги учесници во трибината. Публиката е тивка, верувам дека многу се задлабочевме по сите овие излагања од различен аспект за здравието на нашата младина, на нашето здравје. Ќе подсетам дека имаме ливчиња за слободно да ги поставите вашите прашања, дел од нив можеби ќе успееме да ги прочитаме и да ни ги одговорат нашите учесници. Се разбира поради краткиот период замислен за траењето на оваа трибина не можеме на сите, меѓутоа почувствувајте се слободни да запишете доколку имате прашање, а нашите волонтери следниве минути ќе поминат да ги соберат ливчињата. Во меѓувреме јас би сакала да го поминем овој, да го премостим овој дел од трибината и да поставам по едно прашање на учесниците. Владико, ако може би започнала сега во обратен редослед, бидејќи досега зборуваме за младиот човек. Како ќе препознаеме дека младиот човек е во духовна криза и како ние ќе можеме да му се доближиме, да допреме до него? Митов почна така дека живееме во криза, сме се родиле во криза, живееме во криза и веројатно ќе завршиме во криза. Етимолошкото значење на тој збор, кој што е од грчки происход, криза, кризис, буквално преведен значи суд. Така што надминување на некоја криза од христијански аспект нема, а во криза ќе заврши овој свет, значи со суд, и со суд ќе почне идниот век, вечноста. А кога станува збор за младиот човек, и јас би зборувал за човекот воопштено, и гладот и жетта за животот не прави сите да се чувствуваме вечно млади. И рековме, смртноста, болести и страдањето се аномалија, девијација на човековата природа. Затоа не ни се прифатливи. И природно е да бидеме бунтовници. Оти Бог не создал за тоа. А младиот човек, а за жал тоа не го гледаме денеска младите луѓе, еве да направиме некоја компарација со нас, ние навистина бевме бунтовници, не карактеризираше тоа. Денес младиот човек, ако нешто го карактеризира, тоа е рамнодушноста. Нема никаква емпатија, нема никакво сострадание, речи си никакво, секако дека имаме исклучоци, не зборувам генерално. И не би ги обвинувал за се родителите, имаме голема одговорност како родители, тоа не ми исклучува мене како духовен родител, одговорност е на сите нас, но личноста и најмладите луѓе се обдарени со слобода. Вие можете да направите секако што треба по прирачник, но злоупотребата на слободата може повторно лоши плодови да роди. Ние сме слободни. Исто детето е слободно. Можете се да направите точно како што треба, како родители, и повторно да бидете разочарани и повредени. Но и тогаш кога ќе се случи тоа,
Мој совет е да се почитува слободата на личноста. Тогаш родителите заради болката и животното искуство кое што го имаат, бидејќи се подолго на овој свет, сакаат да го сочуваат, да го запазат детето. Да не се случи такво нешто, да не страда, ја узурпираат неговата слобода. Ама узурпацијата на слободата секогаш ја доживува личноста како тиранија. Детето ќе ја доживее како љубов само тогаш ако ја почитувате максимално. И подобро е детето да дојде и да ви каже, ако во форма на совет сте му забележате, да рече: тато, мамо, навистина имавте право, требаше да ве послушам, па вие можете тогаш да кажете: ти реков. Отколку да му браните и да се наметнувате како облакодер со своето животно искуство пред него. Тоа е тиранија. Никогаш не го правете тоа. Младиот човек, неговиот екзистенцијален крик и показател дека е во криза, може би најдобро го отсликува тоа една случка во Евангелието, кога Христос се среќава со млад човек, така и пишува во Евангелието: пристапил млад човек, а тоа го гледам на крајот, кај некого подоцна, кај некого порано, неминовно ќе дојде тоа, кај секој млад човек. Тој му вели на Христос: Господи, што треба да направам за да имам живот вечен? Младиот човек кој што е психофизички здрав, кој што не се нурнува под површноста на живеењето, на современото живеење, тој не може да не размислува за смислата на постоењето. Тоа е уште еден симптом. Младите луѓе денес не ги карактеризира таа потрага. Тој крик екзистенцијален е се по-тивок и по-блед кај младиот човек. Тука нешто треба да направиме. Но повторно во рамките на семејството може би треба да си поставиме прашање дали се водат такви дискусии, дали се зборува за смислата на постоењето и за смислата на животот воопшто. Да се осмисли животот. Еве, не мора да биде со, да речеме, со некоја христијанска есхатологија, евангелска. Чисто еве, додека сме тука на земјата, што правиме? Која е смислата на твоето постоење? Зошто живееш? А ќе препознаеме многу лесно. Еве, што мислите, дали денес младите луѓе, дали децата ви изгледаат среќни? Дали знаат да се радуваат како што ние се радувавме како деца? Секако тука е аспектот на генерацијскиот јас. Нашите баби, дедовци, татковци веројатно велели исто. Но сведоци сме дека се случи во последниве неколку децени нешто поинако. Нешто што не е нормално, нешто што не е природно, нешто што не е прифатливо за сите генерации на човековото постоење воопшто. Испревртениот вредносен систем. Денеска еуфоријата се меша со радост. Ние одевме исто така во дискотеки, во кафичи и така натаму, скокавме, игравме, но не велевме дека се радуваме. Знаевме што е вистинска радост. Велевме сме си поминали убава, не дека се радуваме. Тоа е еуфорија, чувство на еуфорија. Не можете личност која што ја познавате 2 дена и завршувате интимни со неја, тој однос да го нарекувате водење љубов. Како можете да љубите некого кого што го знаете 2 дена? Љубовта се гради, потребни се години, потребни се децении. Но децата имаат испревртен вредносен систем. Смета дека промискуитетниот човек е љубовен човек. Љуби многу, сака многу. Сето ова се показатели, не сакам да го одземам времето и на докторите, дека младиот човек е во криза. Јас имам право да го кажам тоа како човек од црквата и тоа е моje лично убедување, не го наметнувам. Надвор од црквата, надвор од Христос, не гледам надминување на таа лично соборна криза во која што живееме. Ви благодарам. Пристигнаат доста и прашања и сугестии и размислувања од нашите граѓани, што многу ме радува. Доктор Митов, зборувавте дека навиките се градат од мали, но ние еве имаме присутни тинејџери
со веќе изградени навики кои што не одат во прилог, да речеме, на нивното здравје. Што правиме со такви ситуации? Би кажал дека човекот има огромен капацитет да се промени себе си. И тоа мене не престанува да ме и вчудо не видува и восхитува истовремено. И само би кажал зборови на охрабрување, бидејќи еве конкретно секогаш ја кажувам таа група како пример, работам со голема онлайн група на пензионери, клубот Витални пензионери. Тоа е голема бесплатна Facebook група и водам 3000-4000 пензионери. И кога ќе видам луѓе во 8-та декада на својот живот, како слабеат по 10, по 15, по 20 килограми, како до вчера биле 1000-2000 чекори оделе и сега одеднаш имаше еден коментар пред некој ден, вика, амам бе докторе, ги скршивме нозете 15.000 чекори од човек. Луѓе во години. И како почнуваат на напредна возраст да пешачат. Јас не можам да не се восхитувам и да не заклучам дека навистина е можно. Се е можно. Дека е можно. И тоа би било само збор на охрабрување до секој кој што слуша, кој што има близок или самиот има некаков проблем. И јас сум бил геймер, например, и јас сум бил заглавен со игрички. Не стасав да опфатам дел од тоа, кратко беше времето. Да. Се надминуваат сите тие ситуации. Вака кога ќе го збориме, нели, ние како треба да биде, може да му се види на човек идеалното далеку. Меѓутоа, човек за една година себе може така да се промени, а една година е малку време, да не може да се препознае себе си кај бил пред една година. Вечерва нема потреба ништо повеќе човек да направи, освен одлуката да ја донесе. И секој го има тој капацитет, и јас би сакал што е можно повеќе луѓе да ги видам на тој пат кон поздрава личност. Во секоја смисла. Да. Многу не загриживте со излагањето, сега ни вдахнавте малку оптимизам дека има надеж. Топло-ладно. Така, топло-ладно, докторе. Доктор Ангелина, како ќе познаеме, бидејќи адолесценцијата е многу чувствителен период во животот на младата личност, на човекот воопшто, како да препознаеме дали станува збор за ментален проблем кој што се развива или е обичен тинејџерски каприц? Ние како родители, како возрастни луѓе, младите можеби кај себе, некои смерници може ли да ни дадете? Да, значи може да се препознае ако се има доволна будност, заради тоа што посериозните проблеми прво ги ја зафаќаат витално нагонската сфера кај личноста, со промени во нејзиното однесување, пред се расположението, сонот, навиките во однос на исхраната. Тоа нерасположение има и свој временски лимит, до кога представува некоја состојба, например на некаква нормална, да кажам, тага или реакција од надворешната средина, додека пак кај депресивните растројства или анксиозните состојби, интензитетот на тагата ги надминува тие нормативни капацитети, а исто така и нејзиното време траење. Ако станува збор веќе за тие депресивни. Кај останатите, значи, состојби, веќе имаат и многу посериозни клинички манифестации, зашто се појавуваат однесувања кои што се многу различни од нормативните однесувања. Например, кај тие кои имале некакви стравови, истите може да ја преминат границата и да одат во степен на фобии. Значи се компромитира и основниот начин на функционирање на личноста. Една од, можам да кажам, најмаркантните смерници кои што може да помогне во разликување од некаква нормативна или минлива состојба и нешто што оди во посериозен карактер е намалувањето на капацитетот за функционирање во секојдневниот живот. Со намалување на енергијата, намалување на капацитетот да се има желба, да се присуствува, да се споделува. Исто така намалување на работната способност, намалување на концентрацијата, да се учи или да се апсолвираат одредени проблеми. Ви благодарам многу. Во делот сугестиите имаше дека во алатките на телефоните на родителите има една посебна која што вели родителска грижа и контрола на времето, па дека треба да ја користиме ние родителите почесто. Ви благодарам на сугестијата, на вистина знаеме можеби, но
подзабораваме на тоа да ги контролираме телефоните, уредите, колку децата поминуваат време со нив. Еве, бидејќи има многу сугестии, јас ќе ви ги може да продолжиме, добро. Вознемиреноста, вели, можност за лекување како ментално, така и духовно. Владико, повелете да почнеме од вас. Вознемиреноста. Како да се лекува духовно и еве ментално. Мора пред се да сватиме дека мирот е душевна категорија. Еве и духовна во исто време, но тоа е душевна состојба, еве кај луѓе кои што не се стремат кон некаква духовност, па мирот го наоѓаат во природа. И кај нас во манастир, кога ќе дојдат, видете го тоа, да речеме, еве, може би тоа е најдобриот пример. Луѓе ќе дојдат во манастир и велат, блазе си ви тука каков мир, мирот си го наоѓа, мирно е. Тоа е од една перспектива, а од друга страна манастирот за монахот е рингот, арената во која што тој ги води сите своји духовни борби. Манастирот е место каде што на моменти го живее и пеколот свој личен, го живее и рајот, секако. Од друга страна ги имаме мачениците во првите векови кои што ги воделе да ги погубат, не сакајќи да се откажат од Христос, тие чувствувале совршен мир. Љубов кон мачителите, се молеле за нив. Најголемата прелест и заблуда е што мирот ние го поврзуваме со обкружувањето и со местото. И знаеме да кажеме ми го уништи мирот, ми го зема мирот и така натаму. А вистинскиот, суштинскиот проблем, кога сме вознемирени и кога мирот ни е нарушен, треба да го бараме во себе. Не зависи од местото и од обкружувањето. Суштински не зависи, апсолутно. Може да биде тригер, нели? Но духовниот човек, реализираниот човек духовно, смирениот човек не може да го вознемири. Смирениот човек не можете да го навредите. За смирениот човек не можете да кажете толку навредливо нешто во споредба со тоа што он го мисли за себе си. Оти тој е смирен, тој се смета за полош од сите. Тој се смета за грешен, се смета за недостоен за милоста Божја, ги љуби сите и ги гледа сите други како подобри од себе си. Него не можете да го вознемирите. Ако се вознемириме во таква некоја ситуација, значи дека сме болни однапред. А аналогно на тоа, болната личност не може да има загарантиран и совршен мир. Повторно е поврзано со здравјето. Еве, и до вас, докторке. Да. Практично и најголемиот дел, да не претерам, сите психолошки состојби имаат таа заедничка компонента на чувствување на некаков немир, вознемиреност или она што ние го викаме анксиозност. Сега ќе биде многу површно, јас ако дадам некакви совети и насоки само за решавање на таа анксиозност, без да потенцирам дека е многу важно да истражиме ние во контекстот на таа личност што се случува во нејзиниот живот, кои се причините, заради тоа што внатрешната вознемиреност не мора да биде и знак на некаква ментално заболување, но може да биде знак на некаков специфичен начин на живот кој што истата ја предизвикува. И затоа најчесто и секогаш треба да испитаме еколошката средина на таа млада личност. Еве и сите вие, тие кои што го поставивте тоа прашање. Што се случува во личниот, во интимниот контекст? Дали надворешните фактори на некаков начин се причинители за вознемиреност? Зашто еве, например, во мојот кабинет, кога некој ќе се обрати, тоа е многу генерален термин, значи вознемиреност или анксиозност. Треба да истражиме зашто во позадината можат да се кријат и многу сериозни работи, значи виолентно насилно однесување, сексуално злоставување, може да биде значи семејна непогодна ситуација која што допринесува до таква анксиозност. Ако не се еколошки фактори од средината, ако произлегуваат од самата личност, начинот на кој таа личност го води својот живот. Најпросто еве да кажеме, значи има состојби на анксиозност кои што се предизвикани од недоволен сон, прекумерно ноќно излегување, поголемо конзумирање на алкохол, некогаш и психоактивни супстанци, некогаш можат да бидат најбанални причини на конзумирање на преголема количина на кафе, енергетски пијалоци, пушење во огромна количина и затоа значи прво нешто, во надминување на анксиозноста е воспоставување на хигиено-диететски режим со здрава исхрана и здрав животен стил.
негување на здравите животни навики. Второ, значи грижа за своето физичко здравје. Тоа подразбира, значи умерена физичка активност, спортување, негување, култивирање на некакво хоби. На ниво на психолошко битисување, тоа подразбира, значи балансирање на обврските со состојбата на пасивност која ние во психологијата ја викаме трансција. Значи тоа е мирување, тихување и барање на свој однос, градење на однос со себе или кај тие кои што имаат повисоки аспирации, градење на однос со Бог. Покрај овие основни, значи физички, психолошки, духовни компоненти, исто така имаме и одредени техники за совладување на анксиозноста, како што се техниките на длабоко дишење, мускулна релаксација. Огромен дел од нив ги има и како апликации кои ги препорачуваме кај младите личности. Некои, значи, превземање физички активности за поголемо време поминување во природа. Во контекст на одредени суплементи, да кажам, не веднаш медикаменти, во некои случаеви се препорачуваат и истите, значи на растителна база, валеријана, маточина, индиска булка или природни субстанции како што се мелатонинот, прекурзорите на серотонинот за зголемување на неговата концентрација и веќе на едно трето ниво каде одиме со препишување на одредени лекарства. Ова е исто така добра тема која ја сакам да ја напоменам, зашто многу често во смирувањето на таа анксиозност се прибегнува кон конзумирање, употреба на бензодиазепини. Тоа се субстанциите за смирување од типот на лексилиум, диазепам, Хелекс, Мапразакс, да. И сега, тука постојат исто така многу стигми, значи многу табуа, многу полесно се прибегнува кон земање на такви субстанции за ублажување и решавање на анксиозноста, а ние препорачуваме, ако таа анксиозност е многу долготрајна и веќе трае подолго од 2 месеци и да се испита севкупниот контекст, многу е подобро веќе ако е сериозна ситуацијата да се препише некој антидепресив. Значи, јас во мојата клиничка пракса можам да кажам сум еден од ретките психијатри кој пред се обидува со психолошки методи и психотераписки да ги надминува ситуациите, но веќе кога треба да бираме помеѓу избор на медикамент, да не се прави земање на бензодиазепини на своја рака и нивна прекумерна употреба. Постои, значи, една заблуда дека тие се помалку опасни и по-безазлени од антидепресивите. Тоа не е точно. Веќе ако треба да се земе медикамент, ако е сериозна, ситуацијата подобро е на одредено време, имаме, значи, ние критериуми колку ги даваме подобро, 4 месеци минимално примање на некаков антидепресив, отколку повремено и долготрајно злоупотребување на анксиолитици. Исто така, сакам и тука да алудирам, дека многу често анксиозните состојби младите се трудат да ги решаваат преку зачестената употреба на алкохол. И тоа е огромен мит, дека мала количина на секојдневно ниво ќе ги ублажи симптомите, да, ќе предизвика релаксација, но огромен дел од нив, значи сериозно после се завлекуваат да се стигнува и до една зависност од алкохол или психоактивни субстанции. Би ве прашал уште едно прашање. Дали депресијата во основа има себичност, е прашање од присут. Депресијата во основа има и елементи на себичност. Па, да не звучам грубо, но и според психолошките теории, една од теориите дека е во депресивното растројство, значи практично станува збор за една прекумерна нарцисоидност, насоченост кон себе и единствено кон својот проблем. Можам да кажам дека во категоријата на тие што ние ги викаме невротски депресии, кои се од поблаг карактер, дека таму повеќе се има таа една доза на лична себичност, на немање повеќе однос кон околината. А додека пак во длабоките форми на депресија, кога личноста е крајно безпомошна и кога се исцрпени нејзините витални динамизми до ниво да таа не може да се приклучи, да функционира, да го напушти својот кревет, да ги започне собствените обврски, можам да речам веќе не е ни битно дали станува збор за некаква себичност и во таквите практично сериозни форми на ендогена депресија апсолутно не станува збор за себичност. Доктор Митов, прашањето е до вас, вели имате широки познавања, ве молам да споделите некои примери совет од други земји можеби. Како родители може да им помогнеме
да помогнеме ние за нашите, но и за идните генерации, да ги направиме посилни, поздрави, насочени кон здрав начин на живот. Нешто кратко. Предпоставувам дека сите овие прашања заговараат Да. уште една трибина, меѓутоа, нели? Да. Во овој. Најкраткиот одговор е личниот пример. Значи, тешко е. Сето ова за што зборуваме, особено за промените на навиките, е многу тешка работа. Јас сум извонредно свесен за тоа. Значи, не е да не звучи нели леснотијата со која што зборуваме на таа тема, дека сме несвесни за тежината на промените, меѓутоа многу посилни се успесите, поголеми се успесите, например, кога треба да слабее детето, ако се нафати и мајката и таткото, пример, или дома, кога правам нели начин на исхрана, цело семејство се кога решава да прави промени, резултатите тогаш се многу посилни. И единственото кое што би можел вака како општ совет, нели, за секој ќе биде различно поединечно, се разбира, меѓутоа кога го имаме проблемот, личен пример да оддадеме или заедно со детето ако навлеземе во тоа, веројатноста за успех е многу поголема. Ви благодарам и вам. Има едно прашање за кое што предпоставувам треба посебна трибина, ќе го прочитам со можност да се нешто кратко искоментира. Се заговара за теорија на неутрален родов идентитет од раѓање. Децата од најмлада возраст се во ситуација да го определуваат својот род, како долгорочно би влијаело тоа индивидуално и на ниво на заедница. Ова веќе зборувавме дека е тема за посебна трибина, затоа што не може да се синтетизира во неколку реченици. Така, веројатно ќе организирате Леуса трибина на оваа тема и потребно е. Ова е само кулминација на сето ова за што зборувавме досега. Целиот овој хаос и оваа криза во која што живее светот и сите овие сили кои што владеат со овој свет, начело со кнезот на овој свет, ова е навистина кулминација на целото зло, на целата деструкција и на овој процес на деградирање кој што е почнат од оној миг од кога човекот го направи првиот грев. Овој родов идентитет, така наречена родова идеологија, многу бргу ќе чукне на наша врата. Она што ме радува и ми дава надеж што ние сме прилично конзервативно општество. Тоа не значи дека апсолутно инсистирам на конзервативизмот. Не значи дека се што е конзервативно е добро, да се разбереме, ниту пак дека се што е прогресивно е зло. Мора да ја видиме содржината на нештото. И во едното и во другото. Но во овој ваков либерален прогресивизам апсолутно не гледам ништо добро. И во однос на тоа има една, еве до сите родители, имате една група на која што не знам кој стои за таа Facebook група, но ве повикувам јавно да им дадете поддршка на Facebook, се викаат Превземи одговорност. Веројатно група на родители и сите информираат за сите овие процеси, кои што сите овие сатанистички организации, така наречени невладини, ги финансираат и го пробиваат и го форсираат сето ова. Како духовник, можам да ви кажам дека веќе има сериозен негативен импакт на личноста на младите луѓе, тоа го дознавам од нивните млади родители кои што се исповедаат кај мене и веќе се збунети. Луѓето во пубертет, еве доктор Ангелина повеќе знае за тоа, тие природно во тој период од животот се природно збунети во однос на сексуалноста и прилично оптеретени со сексуалноста. Кај еден пубертетлија што очекувате? И замислете, место да олесните, вие дополнително го збунувате тука. Со некаква можност, ваква или онаква, мислам, еве, конкретно ова, приклучете се на таа група, ние ќе дознаеме кои се, ќе организираме веројатно посебна трибина на оваа тема, но сето ова е кулминација на болеста во која што живее паднатиот човек. И веројатно ќе гледаме уште од тоа, по се изгледа ере се да се каже дека злото нема крај. Има крај, безграничен единствено Бог, милоста и љубовта Божја. Злото нема суштина. Злото нема суштина, злото е темнина, сушта темнина, но кога ќе запалите чкорче на кибрид, темнината исчезнува.
во присуство на светлината. И затоа не треба да не плаши, но не треба да бидеме рамнодушни, поготово ние родителите, за сето ова што се случува, и верувајте, многу брзо ќе се справуваме со овие проблеми. Слободно можете на оваа тема, ако... Да, тоа што го кажавте, владика Јаков, дека и онака периодот на пубертетот го има предизвикот за инкарнирање и за освојување на полот кон кој таа личност припаѓа. Сега да не се лажеме, значи знаеме дека два диференцирани природно полови има, машки и женски пол. Така да, значи, предизвикот на пубертетот, адолесценцијата е секој да го усвои тој свој пол и тој свој психосексуален идентитет. Значи, тоа не е едноставен процес. Иако природно ни е даден полот, машките, значи, имаат своји капацитети за совладување, за да го интегрираат тој психосексуален капацитет, а исто така и девојчињата. И значи, тие тука во таа своја лична борба на втемелувањето на собствената сексуалност и половост, која што не е, значи, мал предизвик, сега имаат од надвор со современите трендови уште една друга борба која предизвикува конфузија на психосексуалниот идентитет. И сериозни предизвици после тоа, а понатаму, ако се направи и таа која држиме, таа требина, ќе видиме и какви понатамошни штети настануваат во однос на несевкупното здравје. Ви благодарам многу. Имаме уште неколку генерално сугестии, меѓутоа беше предвидено оваа трибина да трае околу час и половина. Ние веќе го пробивме овој термин, ви се извинуваме, меѓутоа прашањата ќе бидат дадени кај нашите учесници, па она што останало ќе може и лично да се консултира. Владиката го спомна ова, но јас го имав забележано за крајот на оваа трибина, да се свртиме околу себе сите, дали нашите млади се со озарени лица да погледнеме, дали се среќни, орни кон животот, отворени, спремни за животните предизвици или се кршливи, ранливи, збунети. Умееме ли да го видиме собствениот одраз во нив, и ако умееме, каков е тој? Дали сме ги проектирале во нив да го гледаат отворено животот, или пак сме ги проектирале собствените несигурности и порази? Ако дел пак од овие дилеми кои што и вас ве морат разрешивме, ако малку надеж и љубов садивме, ние сме пресрекни и нашата мисија како Елеуса фондација е исполнета. Почитувани учесници на трибината, ви благодариме од срце што бевте широко отворени и приемчиви да бидете дел од нас оваа вечер. Вам, почитувани присутни, исто така ви благодарам за учеството, за присуството и да закажеме во некое неодредено време во иднина повторно средба. Се надаваме и под ведро небо, затоа што навистина убаво поминавме вечерва. Имајте пријатна и спокојна вечер и се гледаме повторно.